Без разлика на големиот број дискусии на моменти с противностите за одредени позиции, на крајот сите советници беа единствени дека буџетот на општина Кавадарци е позиција за која размислуваат сите исто и на сите им одговара тој да биде реализиран заради граѓаните кои ги гласале на последните локални избори и поради развојната компонента која ја има кавадаречкиот буџет. Тој е тежок над 14 милиони евра или над 885 милиони денари. Во расправата по овој важен документ учествуваа најпрвен членови на Комисијата за финансирање и буџет. Во име на комисијата Мирјана Гркова рече дека се работи за буџет тежок 885 милиони денари или над 14 милиони евра, што е досега најголем износ на буџет во општина Кавадарци. За него од позиција на различни аспекти говорија Виолета Димитрова за вложувањата во образованието, во здравството и други области, Зоран Јованчев за изградбата на комунални објекти или за комунални дејности, Развигор Кабранов за решавањето на повеќе проблеми како што се паркирањето, изградбата на градинка и друго, Никола Трендафилов за еколошката страна на буџетот, Ташо Радњански за предприемништвото и изградбата на локални патишта, а плодни беа и дискусиите на Анита Гинова Каракутова, Лазар Туриманџов, Блаже Тасев, Драги Николов и Ристо Камчев, кој се задржа на потребата од колектор и пречистителна станица. Еден дел од советниците имаа и конкретни амандмани, на кои градоначалникот Митко Јанчев одговори позитивно дека ќе станат составен дел на буџетот на општина Кавадарци. Од настапот на градоначалникот Митко Јанчев во не толку долгото и концизно експозе, во кое беа фатени речиси сите елементи планирани за година кои треба да се градат или да се работат, тој најави повеќе проекти и новини, а пред се важно е да се напомене дека тој ќе се залага за експедитивност во работењето на извршувањето на сите најавени работи, на експедитивност на градската администрација, именување од корен на некои состојби кои се од интерес за граѓаните, изградба на нови објекти од значење за сите граѓани на општина Кавадарци, најава на враќањето на винарската визба на Тиквеш во Кавадарци, машинско метење со 3 нови донирани машини на сите централни улици во градот, поголемо внимание за чистотата во Кавадарци, намалување на штетните емисии на загадувачки честички во воздухот, соодветно внимание за локалниот економски развој и должно внимание за странските инвестиции и друго. РТК.МК ви го предава во целост неговиот настап пред советниците, односно граѓаните на општина Кавадарци. Инаку во продолжение, советниците денеска дадоа зелено светло за сите останати 23 точки од предвидениот дневен ред на петата седница на Советот. Јас морам да кажам дека прв пат сум на седница која што се донесува буџет или предлог на буџет, се дискутира, се расправа, така да добро што ги слушнавме овие сите сугестии, препораки, дискусии и работи кои што треба да ги унапредиме во делот на развојот на општина Кавадарци. Ја пред да разговарам за буџет и да одговорам на прашањата, сакам малку да ви кажам дека со моето доаѓање градоначалник во овие изминати 2 месеци, сакам да ве уверам, а и делумно знаете во исто тоа, дека деноночно работиме на проблематиките на општина Кавадарци заедно со службите на општина Кавадарци. Во делот на она што значи општина, јас сум сигурен и сум убеден дека за многу брзо време ќе ставиме подобар протокол за работа и уште побрзи информации од делот на општината за одговор на самите граѓани. Значи, администрацијата ќе биде експедитивна и во оној дел како што треба да се биде професионална. Во делот на буџетот кога го спремавме, ставивме повеќе точки, повеќе клаузули во делот на развојна комплетна програма на буџетот и во економски развој и за рурални средини и за она што значи екологија. Самиот буџет е, како што претежно забелешката од повеќе советници беше дека е предизониран или дека е преамбициозен. Мене ми е гордост што е таков буџетот. Јас со гордост и свесност заедно со службите го направивме таков и очекуваме со наша реализација и заедно со ваша помош како советници и граѓани на општина Кавадарци да го исполниме, што се вика, во целост буџетот или во она процентуална вредност која што задоволува. Значи да биде во една завидна, добра завидна форма. Буџетот кога е правен во многу сегменти. Општина Кавадарци ја затекнавме во една ситуација, за жал, кај што нема проекти. Значи општина Кавадарци има многу малку проекти, а знаете вие дека без проект нема работа. И буџет да донесиме и се и да направиме доколку не ги изготвиме проектите или не ги усогласиме проектите заедно со урбанистичките планови, со генералните планови, не можеме да развиеме општината.
Сами знаете дека општина Кавадарци е во изготовка и донесување на генерален урбанистички план. Генералниот урбанистички план е една ситуација која што без него ништо не може да направиме. Општина Кавадарци генералниот план го работи повеќе од година дена, а со моето доаѓање на функција градоначалник генералниот план е на сам почеток. Го вративме назад за тоа што беше на самиот почеток, го работиме професионално со професионална компанија од Прилеп Перкам проект кој што го има добиена теренска документација, заедно со нашите служби. Морам да ви информирам, дополнително направивме тука ситуација, вклучивме и сообраќајни инженери за до оформување и доработка на генералниот план. Затоа што генералниот план, моја гледање заедно на службите беше дека мора да се вклучат сообраќајни инженери, да се направи сообраќајно решение заедно со генералниот план да има согласување. Значи да донесеме еднаш генерален план, затоа што генерален план не се носи секоја година или секој пет, тој се носи малку со поголема развојна програма. Затоа и во тој генерален план ќе предвидиме локално економска развојна зона, кај што ќе можат не странски инвеститори, него домашните компании и фирми од мали сегменти, мало значење, да имаат по субвенционирани цени на земјиште, комунали и пристап до самите објекти. Така да со тоа ќе дадеме голема можност, а и самиот интерес, кај што имаме направена анкета, е повеќе од 30 компании дека имаат во моментот интерес да купат од 300 до 500 метри квадратни површина за да изградат собствени капацитети за деловно производство, складирање или за развојна програма на нашите фирми. Значи зборувам за фирми кои се во општина Кавадарци и кои што имаат намера да прават инвестиции, да нормално да пораснат во средни и големи предпријатија. Во делот на привлекувањето на странските инвестиции, вие го знаете какво е искуството со странските инвестиции во делот на Дрекстермајер, во делот на Фени индустрии, значи на оние сите поголеми компании. Ние мора локалниот економски развој да го развиеме до една граница 20 до 30% со наши општествени фирми, за ризикот од делот на оно што значи странска инвестиција не биде на минимално ниво. Само замислите, ако Фени индустрии сега еве ги испушти и да вработени и не дај Боже по било кој основ Дрекстермајер остане без работа, општина Кавадарци капитулира. Така да ние мораме да го развиваме локалниот економски развој, локалните компании, да ги распоредиме тие ризик фактори на повеќе локации и да имаме подобро општество во делот на бизнис секторот од локално ниво. Нормално, странски инвестиции се добродојдени, тие се гиганти кои што ги влечат и малите компании, меѓутоа не смееме да се потпреме само на нив, ние мораме да развиваме бизнис и стратегија за општина Кавадарци. По однос на оние прашања кои што беа поставени во делот на од господин Светник Абранов, јас би одговорил вака. Значи ова за развојната комплетна на буџетот, мислам дека ти го одговорив сега со локалниот економски развој. За мерки кои ќе се поттикни предприемаштвото, тука имаме ние агроберза, која што ја спремаме како агроберза, таа треба од март месец да се отпочне со работа. Значи Кавадарци е земјоделски крај, земјоделски град кај што добие агроберза, секој еден земјоделец соодветно ќе може да си го пласира својот производ. Сега вие замислите државата или агенцијата дава субвенции за земјоделска опрема, дава субвенции за насади, дава субвенции за килограм, а немате соодветна локација каде да го понудите својот производ. Така да општина Кавадарци веќе го има тоа дадено, Пеца Комерс е компанијата која што ги има земено на тендер земјиште, од март месец ќе почне со изградба, треба за година дена да изгради таа агроберза, каде што секој еден земјоделец легитимно ќе си го однесе својот производ и си го продаде на соодветен начин. Така да тоа е една голема поддршка за земјоделците и за она што значи компании од мал сегмент. За градинките кои ќе ги граде. Градинките знаете дека со анализа наша точно имаме околу 350 деца кои што чекаат на листа за запишување во градинка. Ја тука би ја коментирал и сегашната состојба во градинките, која што воопшто не е на задоволително ниво, него е така на една привидна ниска граница за тоа што во една паралелка имаме повеќе од 30 до 35 деца. А тоа значи дека е со 50% надмашен оној максимален лимит на деца кои што треба да бидат влезени во една паралелка. Тоа значи дека имаме полоши услови, полоша безбедност и самите наставници или воспитачки кои се во градинката веќе ја немаат таа контрола и одговорноста му е на многу поголемо ниво за тоа што не може да контролира такава група на деца. Јас тука би предложил и би ги посетил, еве јавно кажувам, значи тие што сите работат во градинката би пошол после нова година да му заблагодарам и би им дал на сите една благодарница, по една морална поддршка за тоа што
верувате дека тие луѓе многу лоши услови имаат со тоа што значи зголемен број на обемни деца. И го прифаќаат тоа како такво и како мајчина љубов го пружат и ги задржуваат тие деца сите да бидат во градинките. Имаме ние аплицирано до Министерство за труд и социјална политика за 2 градинки. Едната градинка е со урбанизација, мислам дека подрогош од малото. Тоа земјиште виќе пренамена се направи. Таа градинка ќе кошта околу 50 милиона денара. Проект се работи, физибилити студија правиме за неа. Бараме од самото министерство парципација од 50%. Значи 50% парципација од министерство, 50% наши буџетски пари. Доколку го одобрат министерството 50%, тие буџетски пари дали ќе бидат задолжение, дали ќе бидат приватен инвеститор или сами општински пари, нормално за вас, заедно со вас советниците, ќе донесеме одлука да видиме како да градиме. И уште една градинка во село Марина, старото школо да сакаме да остане во функција на школо, а новото школо кое што е изградено во селото Марина бараме пренамена во детска градинка. И таму може да се сместат околу 60 дечиња. Мислам дека тие комплетно ги задоволуваат потребите за Сопот, Марина и Глижич, така да проблемот со градинките во наредната година до 2 имаме реални шанси да го решиме и со нормално третата фаза изградба на приватна градинка. Тоа што го зборувавме, веќе парцела има определено за таа работа, која ќе си оди на лицитација, која е заинтересирана странка со намена приватна градинка, ќе го отуѓиме земјиштето да се извади нормално дозвола и нормален рок на изградба на градинката, за да ги решиме трајно на некој начин наредните 5 години сместувањето на дечиња во градинки. Нормално поддржуваме иницијативата и за донации и за сите оние добри моменти кои може да донира и да направи нешто во делот на градинката. Ја тука сега ќе споменам уште една работа. Во делот на екологијата, кај што и советникот Трендафилот се вклучи во дискусија, поготово темата градинка. Ние почнавме да работиме на екологијата во Кавадаци малку поодамничка, значи самото доаѓање и претходно работиме на тема што значи екологија. Сами гледате во буџет програмата, 3 пати е зголемено зеленилото, повеќе од 4 пати е зголемено пометувањето, изфрлањето на смет, селекција на смет, сите тие работи ги ставиме на повисоко ниво. За прв пат сега ќе ви соопштам, веќе ја знаете тоа како најава, имате мислам дека и друга точка за градинките. На моја лична основа, на лично пријателство со австријска компанија Ецотип, на нивна добра волја, обезбедивме околу 10.000 евра донација. Првата недела од месец јануари, да ќе биде 2 или 3 јануари, ќе ја донесат опремата тука, се работи за комплетно опремување на сите градинки во Кавадарци, тоа се 5 градинки со отприлика по 6 занимални или вкупно 33 занимални. Значи во сите занимални, кај што ни учат повеќе од 100-200 дечиња, ќе има прочистувачи за воздух. Значи секоја занимална ќе биде опремена со прочистувач на воздух, воздухот во самата занимална ќе биде на највисоко добро ниво и таа ќе биде донација од таа австријска македонска корпорација што ги произведува тие прочистувачи за воздух. Тоа е еден добар момент за оние најмладите дечиња да му овозможиме да имаат што почист воздух. Во делот на она што значи почисто Кавадарци, ние веќе работиме на кампања за почисто Кавадарци или еко Кавадарци, како што ја спомнавте. Имаме веќе обезбедено и платено донација од 85.000 евра. 3 машини ќе ни стигнат прва недела од месец јануари и тоа е веќе откривам за прв пат. Едната машина е донација од Кужучанка, другата машина е донација од Синалко Германија и третата машина е донација од ИГМ Кавадаци. Значи тоа е опрема од околу 80.000 евра, оние големи метларки кои ќе го пометуваат градот и хигиената треба да не ја дигнат на максимално ниво во делот на она што значи градско и рурална средина на град Кавадаци. Така да исто така да не заборавам, од утре Штипскиот универзитет ги мести станиците прочистителни, кои ќе ги ветивме и направивме меморандум за соработка. Едната станица ќе биде наместена до петок, ќе биде во строго градско подрачје наместена и податоците ќе почнеме да ги прибираме од неа. Другите две, како што рековме, до февруари најкасно ќе се наместат во новиот центар и едното во Вач. Така да, за тоа што и Трендафилов кажа дека треба да се прави студија од кај доаѓа загадувањето на PM10 и PM2,5 частичките во општина Кавадарци, ја мислам дека, и убеден сум во таа работа, со самото одржување на хигиената во градот и пометувањето на улици и чистењето на она што се вика првична прашина од возила или од атмосферско наталожување,
мислам дека ќе го дигнеме Кавадаци на многу добро ниво. Сами знаете дека 2,5 милиона евра имаме добиено грант од КФБ банка Германија. Тие 2,5 милиона евра грант се само за водовод, канализација и атмосферска. Така да наши пари буџетски не предвидуваме за таа работа, тие пари што ги имаме предвидено за комунална изградба се за нова комунална изградба, а целокупната реконструкција и подобрување на атмосферската канализациона мрежа ќе одат со тие 2,5 милиона евра. Со 2,5 милиона евра Кавадац треба да добие врвна атмосферска и канализациона мрежа, каде што оние поројници, наноси на смет и тие работи ќе ги надминиме на многу високо ниво. Морам да спомнам, да не заборавам, минатава недела околу 6500 метри кубни депониран шут се изфрли од градското и од руралното средина на град Кавадаци. Тоа беше една акција која што спроведиме исто така донацијска и цето џубре беше донесено во депонета. Значи град Кавадаци се таложил многу и ја не очекував дека има толку џубре и мислам дека можеме уште 2-3 акции такви да воведиме и нема да бидат доволно за да го очистиме целокупните диви депонии или она што значи шут во градот. Во врска со тендерите, поготово за оние организации за Тиквишки грозобер, Свети Трифон и Дочек на новата година, тука нема да бидат скопски фирми, ова може вака сега звучи невкусно, нема да бидат, не може да го ограничиме кој да биде, меѓутоа ќе преюдицираме и ќе гледаме да бидат кавадаречки или фирми поблиски до нас. Значи, за тоа е доказ, новогодишната забава која што имаме на 31 декември, према 1 јануари, сите кои што учествуваат на таа забава се наши локални бендови и индивидуални уметници од дел на општина Кавадаци. Така да јас сум поборник за таа работа, имаме паметни момци, имаме паметни компании, меѓутоа една работа нема да забораваме, мораме да го пратиме трендот, мора да ги пратиме странските и иновативните моменти на она што значи глобално развивање, така да не геш ни требат луѓе од страна кои ќе ни донесат иновативни и креативни моменти. Да не се затвориме еден круг на луѓе кај што спроведуваме само нешто локално. Тиквеш. Го спомнавме грозоберот, спомнавме дека тоа е она што значи рекламирање на Тиквеш или на повардарие, на стоб или било кој. Јас морам да ви кажам дека со Тиквеш сум во разговор. Тиквеш ќе биде еден од донаторите за кружниот тек до самиот влез на Тиквеш, околу 5 милиона денара ќе донира да се изгради кружниот тек и со Тиквеш интензивно разговараме на две теми. Првата тема која ќе инсистирам како градоначалник е да Тиквеш го врати во Кавадаци и да не биде аде Скопје, него да биде аде Кавадаци. На добар пат сме да тоа го спроведи и направи он упорен одбор да го врати во Кавадаци. Тоа мене лично вака како кавадарчанец ми значи и ми од голема чест. И втора тема која што господинот Свето Јаневски ја прифати е винската куќа, која што јас во предизборна кампања предложив да биде вински музеј, ја прифати заедно со физибилити студија да се направи од општина Кавадаци и да инвестираат винарите, да направиме винска куќа, да продаваме винската култура во таа винска куќа и да имаме литература и производи од делот на вино. Исто така сакам да ви спомнам дека од пред 3 години општина Кавадаци има донесена одлука и изработен проект за информативен туристички центар во општина Кавадаци. Како секој поголем и европски или развиен град има информативен туристички центар, ние немаме, за жал. Тоа е она господин Ташо кој што го спомна, кога ќе дојде некој странец или гостин да појде во тој информативен туристички центар и да му се кажат тие знамености, значителности во делот на општина Кавадарци и во делот на регионот. Така да општина Кавадаци тоа ќе го спроведе наредната година. Еден вработен од општина Кавадаци ќе си има во тоа институција, односно не е тоа институција, тоа ќе биде еден објект во центарот на градот, ќе гледаме да најдеме локација, кај ќе биде туристичко информативен центар за наши луѓе, за тоа што еве извини вака, ама јас до сега не знаев дека од Чемерски е мозаикот позади Комерцијална банка и твојата сугестија ја прифаќам во целост. Уште од утре ќе се заземам да тие мозаици бидат очистени и бидат осветлени на достоинствен начин за значењето на град Кавадаци од самиот. А за дислокација ќе одлучуваме заеднички, ќе дадеме предлог да видиме каде да го ставиме. Значи во прво време нас не е обврска да обезбедиме достоинствена ситуација, односно да ги очистиме, да ги осветлиме, да бидат во функција на општеството, а за дислокација треба да има еден предлог, не е битно да го прифаќаме предлогот, нека помине на совет,
да се одреди нова локација и ќе го дислоцираме таму кај што е најдобар за тој мозаик. Инаку и другите забелешки ташо кои ќе ги дади, од прилика јас ги прифаќам во целост. Ова еко друштво што ми го спомнавте, за тоа што требаше да направиме меморандум за соработка и да му одобриме 300.000 денара, кој што треба нормално на совет да помине, тоа е кај Тоше во Лерот. Меѓутоа, од моја страна не е подпишано тоа за еко друштвото за 300.000 денара, за тоа што не е децидно и јасно искажано колкав процент од субвенциите, од целост, ќе добие општина Кавадаци. За тоа што еко друштвото е формирано во Велес и на ниво регион. Јас барам од нив да се произнесат. Од 1.000.000 денара инвестиција, 400.000 денара ќе биде за општина Кавадаци, 400 ќе биде за Велес, 200 за Неготино, во тој случај ќе ја поддржиме и ќе го подпишеме. Значи, договорот малку му е нејасен, затоа бараме една техничка правна поддршка од нив, еве Тоше е во тек, да се вклучат, да го исправат тоа, да ни кажат точно колку ќе бидат нашите придобивки како општина Кавадаци во тој дел. Во делот на она што значи понатамошно работење на општина Кавадаци, јас јавно, лично ве повикувам да учествувате сите, кои колку време има и амбиции и желба, во она што ќе значи понатамошно работење, не само буџетот го донесиме, ево градоначалникот сега нека тера работува, служби се тука, нека распишува тендери, нека си тера по своje. Напротив, јас како советници кои што нормално ви избрале граѓаните и служби во Кавадаци кои што имаат одговорност према своите институции и општината, да се вклучите максимално во понатамошното функционирање и работење на општина Кавадаци и во делот на тендерска документација и во делот на спроведување на терен. Гледајте, ако тоа што го правиме на терен не е добро и не е квалитетно завршено, како што кажа советникот, координаторот од СДСМ, и што вика на првото пуштање се собере, тоа не е добро ни за еден. Ние мораме сите што гледаме на терен да го пренесуваме и до градоначалникот, да го пренесуваме и до службите и да го коригираме. Јас исто така ќе кажеме и до медиумите, сите понатамошни постапки на општина Кавадаци, од први, од истражување на пазар, до физибилити студии, до распишување на тендер и да добивањето на тендерска документација, исклучување на договор со тендеристот и рокот на завршување ќе бидат јавно достапни до сите медиуми и граѓани на општина Кавадаци. Нормално советниците вие си имате увид на тоа, така да те ќе бидат пласирани и на веб страници, и на фејсбук страници, и во она што значи јавен секојдневен медиум кој што имитуваат тоа што значи. Значи, муабетот ми е, ниту еден договор нема да биде склучен, направен и тргнат на страна. Секој граѓанин кој што го интересира или председател на местна заедница, или советник, или било кој, договорот ќе му биде јавно информативно тело, кај што може да направи увид и да види дали е стварно тоа што се работи или нешто друго кое што треба да го направиме. Нормално, во понатамошното мое функционирање, секој што има забелешки, приговори, прашања, стоам на располагање било кое време да заеднички ги решаваме и нормално се во интерес на општина Кавадаци. Она што кажете ташо дека првите 2 чекора се дадени и треба сега вторите 3 или 4 за да се даеме у прав правец, така е. Го гледам тоа сето, го согледувам, се содрувам со јавна администрација, се содрувам со администрација и она што значи бюрокрација на општеството, затоа што една јавна институција е направена максимално да може да биде најнефлексибилна, заради тоа што човек факторот да може да работи најтранспарентно. Затоа што не знаеме утре кој може да биде градоначалник или јавен службеник, мора да се биде законот најригорозен за било што. Што викаме да купиш од кафе па до локомотива. Тука треба помош од сите вас, треба помош и од поготово од службите. Јас еве и лично сум благодарен на службите за тоа што овие 2 месеца доаѓате и попладне, доаѓате и сабота, доаѓате и недела. Значи немам никакви обструкции во тој дел, напротив имаат и амбиции за тоа да се сработи и се направи како што треба. И мислам дека сме на прав пат нормално да не сгрешиме во она што ќе значи спроведување на понатамошни постапки. Јас како градоначалник за 2 месеца немав буџет, имавме ребаланси и имавме ребаланс за да го оформиме или да го спроведиме претходниот буџет. Од 1.1. настапува моето лице, мојот буџет и моето функционирање како Митко Јанчев во она што значи програмска година и развојна година во делот на инвестициите. Тука морам да спомнам, има една мудра изрека во делот на производството и во делот на конкуренцијата. Некој во некоја компанија направиле анализа, вака буџет носат и вика претходната година вика многу мало добивки имаме. Знаете, секоја компанија се стреми да има што поголема добивка, дали за инвестиции или за било што.
и на менаџерски состанок еден од менаџерите вика да го покачиме производот, независно што производ е, или сега да ги покачиме даноците, па да зголемиме инвестицијата или да зголемиме добивката. Наспротив е исто. И вака сега некој го гледа од другата страна, друг менаџер и вика, абе, не вика да го покачиме данокот или да го покачиме производ. Дај да ги намалиме трошковите. Ако и намалиме трошковите, непродуктивни и нерационални, нас автоматски ќе ни се зголеме добивката или во случајот автоматски ќе имаме ние пари за повеќе комунална изградба. Сами знаете, еве јас нема да го критикувам, али еве како јавно да го поразмислите малку, да општина Кавадарци за една банална работа дава од 7 до 8.000 евра за фотокопирање на хартија за спремање на совети. Од друга страна имаме сите лаптопови задолжени. Компјутери кои што може таа намена да комплетно сменат, да не трошиме хартија. Значи 8.000 евра можеме од една банална работа да штедиме, ако сите ги земеме и ги работиме компјутерите. Второ, не знам зошто, советниците имаат направено договори, претходниот состав, и уште се актуелни тие договори, по 1.700 денара од број за мобиле. Не е жално тоа што има 1.700 денара советник од буџетот секој месец, или на годишно ниво 20 денара по советник. Жално е тоа што кога ќе направиш анализа, последната година од 19 советници, 20 само го искористиле тоа, другите 17, ни 20% не го користат. Значи даваме поклон пари на T-Mobile. Поклон пари да. Значи имаме многу шанси, ќе ги ревидираме сите работи, ќе ги ревидираме сите непродуктивни трошкови, почнуваме од ова сала, па ќе завршиме до сите јавни институции, кај што можеме да намалиме, нормално не во интерес на неквалитет, него во интерес на рационално, да ги намалиме трошковите, да ни останат повеќе средства за инвестиции на општеството или комуналната изградба. Јас ви благодарам за дискусиите, за прашањата. Извини? Патот за Белград, да, не го спомнав, реков во целост ги прифаќам сите. За патот за Белград, јас еве како општина предлагам да го ставиме тоа сето во програма и ние како општина да се стремиме да го направиме тоа во најбрзен можен рок. Значи, оние што ги кажавте 1 милион денара, дека се ставени за полски пати, што стварно се малку, јас еве директорот на Комуналец е тука, ќе ви информира дека во наредната програма предвидив работна градежна група во Комуналец. Она што значи крпење на ударни дупки, уредување на плоштади, уредување на тротоари. Значи не зборам за ново изградување, него зборувам за прередување, за одржување, тоа сето да го работи Комуналец. Затоа што многу големи ставки, големи пари кои што излишно не се изфрлаат од буџетот, мислам дека со Комуналец ќе ги намалиме доста тие трошкови и ќе имаме оперативна група на располагање. Многу битно ние да имаме оперативна група на располагање. За вакви интервентни работи, таму требало цевка, таму требало тампонирање, Комуналец треба да има таа механизација, треба да има програма за работа, треба да има буџет и да ги учинува тие сите ситуации на граѓаните. Така да сега замислите, еве, утре сакам ја да учинам патот за Белград да го направам. Ама баш утре сакам. Која е постапката? Немам постапка, така? Значи треба програма, треба тендер, треба не знам што да направиш и пак нема да го завршиш. Ако би имале градежна група од Комуналец за такви ситни работи и понебитни, а многу важни за оние луѓе кои се движат таму, ќе ги учинуваме во моментот. Исто така морам да ви спомнам да ви кажам дека Комуналец има доста промени во ова, што значи функционирањето на Комуналец, ќе има понатамошни промени во другиот дел на реконструкција на Комуналец, еве до оформување со градежни групи и со сите. Јас се трудам и се стремам наредната година да постигнам Комуналец да дојде на ситуација, на фаза, на она што значи да биде комплетен. Ако испадне на дефект, да го заврши дефектот, да истампонира, да асфалтира и да замине. Малте не е медицински, као кога ќе отидеш кај стоматолог на време, да ти го отворе завод и да ти го пломбира. Толку. Да не излезе како до сега отвори дупката, истампонира, стави коцки, вади ги коцките, крпи го асфалтот, тоа кошта 6 пати поскапо. 6 пати поскапо. Само треба добра организација. Ако има дополнителни прашања, повелете. Алманот на гласија рекоме да го ставиме. Само една информација за јавноста за началник. Колеги, го прифаќам. Да, го прифаќам, да. Извини, за колекторот не одговорив. Сега, колекторот е распишан и во моментот е у постапка на изработка. 800 метри се работи од новата болница, мислам дека треба да заврши сега до пред
кафаната Трибрагрем. Така се алокацијски да ви кажам. Од таа кафана, значи пред Марена, има проект до после Марен. Значи готов проект кој што денеска дадов налог да го преработат и да го направат врз основа на постоечките закони. Дискутабилна е ситуацијата. Разговараме со Министерството за животна средина, разговараме со германската амбасада за прочистителна станица. Колекторот нема да го продолжиме додека не донесеме одлука, а тоа ќе биде за месец-два, каде ќе ја лоцираме прочистителна станица. Има две варијанти. Едната варијанта е да биде прочистителна станица после Марена, веднаш, заради инфраструктура и она што значи електроснабдување на самата станица. Доколку експертите и оние што го проектираат сега проектот кажат дека не е добро таму, добро е да биде после Сопот, ќе ја ставиме станицата после Сопот. Така да прво тоа мислење го чекаме од стручните луѓе да се произнесат да кажат каде е подобро да биде станицата, врз основа на тоа ќе знаеме дали продолжуваме со Цевковод или ќе ја ставиме станицата после Марена. А во секој случај до после Марена има проект и аплициране во 2-3 институции за грант, доколку не успееме ќе предвидиме пари и у наредниот буџет нешто да направиме што 800 метра.